или економијата или екологијата. Тоа не е така. Затоа што таа зелена економија овозможува и економски развој, и нови зелени работни места, и бенефит за локалното население, и заштита на животната средина и биодиверзитетот, и секако и од климатските промени. Значи, возможно е. И тоа е таа транзиција за која зборуваме, за која зборува Европска Унија. Еве и ние како дел од владата, значи на предлог на Дом, во владината програма 2020-2024 се внесени принципите на Европскиот зелен договор, кој предвидува дека Европа треба до 2050 година да биде климатски неутрална, значи нула емисии на штетни стакленички гасови. Се разбира дека тоа не може да се случи преку ноќ и затоа се вели транзиција, процес, но треба јасен фокус, стратегија што вели Ана, каде, во кој правец ние ќе се движиме и така да ги креираме политиките и така да ги насочуваме и финансиските средства. Јас би рекла 3 елементи се клучни: политичка волја, но и знаење. На капацитетот на институциите се согласувам со говорниците, мора да се работи, и финансиски средства.